Охриѓанките Маја Чубрич и Душица Матова прошетале стотици странски туристи на Галичица. Регистрирали фирма за авантуристички туризам, Трекми, но не ни помислувале дека корона епидемијата ќе им донесе сосема поинаква професија. Едноставно немаше туристи. Замре се затвори цел свет, така се затворивме и ние во Охрид. Сваќаме дека уствари ние повеќе нема да имаме можност да водиме туристи во рамките на Националниот парк Галичица и се прашуваме што понатака. Охридското мало Варош е местото каде нивната приказна добила нов тек. Во дворот на оваа куќа, на еден семеен ручек, Душица раскажала за искуство додека студирала во Италија, каде првпат пробала домашен мармалад од портокали. Многу несебично шефот на самиот локал ме викна и ми покажа како се прави овој мармалад. Така да од тогаш го имам овој рецепт, го знам овој рецепт и одлучив баш тој ден да им го направам овој мармалад од портокали. Неколкуте теглички мармалад ги фотографирале и ги објавиле на интернет, а под нив напишале "се продава". Верувале или не, во првите неколку минути стигнуваат пораки од луѓе од Охрид во првите денови, значи тие ни беа онака главните купци да речам. Сакаме од мармаладот од портокал да го пробаме. Колку чини? Ние во моментот не знаеме нити цена, ниту амбалажа, ништо. Приказната почна. Станале популарни на социјалните мрежи, смислиле уникатно пакување, заработеното го инвестирале во зголемување на производството и сега прават мармалад од различни цитрусни плодови. Најпрви беше мармаладот од портокал, после тоа дојде мармаладот од цитрон, па после тоа направивме мешавина цитрон и портокал, па на крај дојде и пекмезот од лимон. Двете се грижат за се: управување, производство, рекламирање. Според нив, за да се развива еден бизнис, потребна е поддршка и од државата. Потребна е да се олабават овие мерки, односно да се олабави таа рамка на одредени услови кои мора да се исполнат од домашни производители. Во ниту еден момент не кажавме дека е тешко, бидејќи мислам дека свативме дека тоа е она кое што ние сакаме да го правиме понатака, па можеби for a lifetime. Како предприемачки сметаат дека жените се многу вешти и дека нема простор за нивна стигматизација околу способностите за водење бизнис. Во тоа се уверивме самите ние, работејќи го и развивајќи го нашиот бизнис. Апсолутно најголема поддршка од нас за секоја една жена која што ќе се охрабри и која што ќе реши да отвори било каков бизнис. Дефинитивно да се охрабрат и да го направат оне првичен чекор, таа нивна желба и таа нивна замисла за еден бизнис, едноставно само да ја пуштат. Значи, тоа е главниот чекор во сите нас. Дали се тоа жени, дали се мажи, апсолутно е исто. Додека траеше снимањето, Маја и Душица спакуваа уште една гајбичка тегли со мармалади, веќе резервирани да се најдат на нечија трпеза. И компанијата Seed of Life од Неготино има 100% женски тим. Вкупно се 5 вработени и произведуваат органски крекери и барови по филозофија на сирова храна. Идејата е на Невенка Димитрова, која што живее во Њујорк и работи како научник во онкологијата и геномиката. Таа од секогаш имала страст за органска и сирова храна и израствените придобивки од ваков тип на исхрана ги има почувствувано на себе. Нивните производи се без млеко, квасец и глутен, без брашно, трансмасти и додадени шеќери, без вештачки бои, вештачки ароми или конзерванси. Меѓу состојките се органски бадеми, индиски ореви, семки од тиква, сончоглед, ленено семе, урми. Како зачини користат нане, маточина, лаванда. Дури и пакувањето е лесно разградливо и нема негативно влијание врз животната средина. Составени се од најразлични семки, јатки и зачини, при нема некаква термичка обработка, туку тие се сушат на многу ниска температура и така се зачудуваат сите витамини, минерали, ензими омега-3 и омега-6. Со ова, потрошувачите добиваат грицки со соленкав или сладок вкус, но далеку од junk food. Напротив. Во денешно време се повеќе луѓе имаат заболување од диабетес, автоимуни болести и на пазарот има
ретко можете да најдете производи кои што се без алергени и 100% природни, без додадени ароми и вештачки шеќери. Сметаат дека за успех на жените предприемачки потребен е пристап до квалитетно менторство. За жените предприемнички мислам дека обично им недостасува морална поддршка поради можноста за колапс на бизнисот при надминување на пречките и тешките предизвици кои ги имаат. Мислам дека пристапот до ментори, особено до други жени предприемнички кои поминале низ слична ситуација, би одиграла голема улога во успехот. Производите ги има на домашниот пазар, а од минатата година ги извезуваат. Побарувачката се зголемила особено за време на корона пандемијата, зашто луѓето почнале повеќе да конзумираат здрава храна. Кога сме кај здравиот начин на живот, сте знаеле ли дека некои физички активности можат да ви донесат попуст за пазарување? Македонската компанија Green IT ја создаде апликацијата Challenger или предизвикувач. Мобилната апликација Challenger ги поттикнува своите корисници да пешачат, возат велосипед, се разбери да трчаат, и за секој поминат километар трчајки или возејќи велосипед добиваат Challenger поени. Тие Challenger поени потоа се заменуваат за попусти во локални продавници кои што се наши бизнис партнери и кои што можат да се најдат на самата апликација. 1 километар одење пеш е 5 поени, а километар на точак е 1 поен. Сега тука нашите корисници, особено оние што се точкашите, односно луѓето кои што возат навистина многу велосипед, малку се бунат околу тоа, но мораме да бидеме реални дека луѓето кои што пешачат им треба навистина повеќе време за да поминат одреден број на километри, додека со велосипед многу полесно се поминува сето тоа. Кога ќе се соберат поени, различни бизниси ги вреднуваат на различен начин. Сега соработуваат со над 50 книжарници, фитнес центри, занаетчи, туристички објекти и друго. Во текот на изминатите месеци бевме сконцентрирани на малите бизниси, сега генерално се концентрираме на сите видови на бизниси кои што се заинтересирани да влезат на самата апликација. И искрено морам да кажам дека во изминатиот месец имаме прилично нови бизниси, тоа околу 10, кои што ќе имаат атрактивни попусти, а воедно и бизнисите се прилично познати помеѓу публиката и помеѓу граѓаните. Идејата потекнала од неколку членови на тимот кои и самите почувствувале здравствени проблеми поради загадениот воздух. Решиле да искористат технологијата за добро и да придонесат за решавање на проблемот. Едноставно свативме дека мораме нешто да направиме заеднички, да ги поттикнеме луѓето да го остават својот автомобил, секој поминат километар, пешачејќи или на велосипед вреди. И ние всушност покажуваме и визуализираме колку секој поминат километар се заштедува CO2 емисии во воздухот. Според нашата соговорничка, стереотипите што важат за жените предприемачки може да се надминат со споделување успешни приказни. На европско ниво исто многу работи се движат во тој смер, така да се надевам дека ова ќе поттикне многу млади девојки и жени да да заземат чекори и да влезат во тие води. Женското предприемништво во земјава е поддржано од швајцарската влада. Неговото поттикнување придонесува за економско јакнење на жените, развој на постоечките и отворање нови предпријатија, нови работни места, а со тоа и јакнење на целокупната економија. Целта е да ги поттикне жените предприемачи да создадат нови производи, да ја зголемат конкурентноста, да бидат попретпознатливи во синџирот на добавувачи и на тој начин да им расте продажбата, профитот и да создадат нови работни места. Генерално, мислам дека се уште постои моментот каде што треба да се работи на информираност за сите можни опции кои што постојат и некој вид на кампања дека она што е генерално кај нас и се мисли сигурна работа, дека е застарен концепт. Дека може да се постигне се со добро менаџирање на времето и само да се охрабрат да си ја остварат својата цел, односно да го започнат, да го направат првиот чекор. Фондот за иновации и технолошки развој го поддржува женското предприемништво преку своите мерки и инструменти. Велат дека ова е во духот на Националната стратегија за развој на женското предприемништво. Нивните анализи покажале дека со ова се зголемил бројот на жени предприемачки кај нивните корисници од 33 на 39%. Ние воведовме мерки онаму каде што е тоа учество најмногу може да дојде до израз, а тоа е во рамки на инструментите за финансиска поддршка. Воведовме посебен критериум, а тоа е да ако компанијата има
жена собственик на бизнисот или се јавува жена како управител во бизнисот, има можност да добие дополнителни бодови при оценувањето. Нашите соговорнички се пример дека можеби не е далеку денот кога предприемништвото нема да се дели на машко и женско, туку ќе се цени идејата, знаењето и трудот, без разлика кој го води бизнисот.